Во текот на 2025 година вкупно се одржани 102 културни настани, покажува извештајот за реализација на програмата на културни манифестации на општина Куманово, која беше изгласана на вчерашната седница на Советот. Дел од советниците имаа критики во однос на висината на финансиските средства со кои се поддржуваат настаните, мал број на манифестации во текот на летниот период, недоволна промоција на настаните и слично. Од друга страна пак, надлежните од општината вела дека средствата се распределуваат транспарентно преку јавен повик до здруженијата, дека настаните се за сечи вкус од најмалите до највозрасната генерација и се застапени во доста голем број и во текот на летната сезона. Има реализирано 102 настани. Се тоа е добро, како се исплатени, како што е направено, но нели важи за Куманово како еден од градовите во кои во летните периоди, посебно во најжешките месеци, ние немаме скоро никаква културна програма. И тоа можеби е најдобар начин да се заштитиме ние како град од она што представува Куманово во овој момент. Според мене, одлично е што се наведени, како што кажавте, 102 манифестации. Тоа доаѓа два пати недавно да се случува нешто во Куманово. Која манифестација со поголем, која со помал квалитет, сега тоа не навлегувам во тој дел, но во извештајот гледам дека сите овие работи што се наведени се однесуваат само на првата точка која што имате наведена во рекапитулација. За точката 2, 3, 4, 5 и 6 Фондација за култура и спорт делегирани надлежности, може да ги појасните кои се, чисто за нас овде кај не ги знаеме сите, финансиски средства за субјекти од областа на култура, режиски трошоци, ЗАМП, промоција на проекти и поддршка на локални уметници. Може да ги има наведено, ако била поддршка за 23 ги имаме и доста познати, прават изложби надвор од, мислам, на глобално ниво прават и на други континенти, не од државата. Имаме и локални уметници кои што го разумуваат градот. Добре да ги има наведено, одбележување на државни празници, значајни датуми, и тие ги нема ставено во извештајот, верувам дека сите сте го разделали. Така да тоа е сума некаде од веќе скоро 5 милиона денари, што мислам дека треба да е разработено во извештајот. Би сакала да кажам дека не се во цело сложувам со првото прашање или забелешка, затоа што, како што реков, во наративниот дел и описот на сите вкупно реализирани 102 манифестации пишува и точен датум на одржување, од каде би можело да се види, да се согледа дека голем дел од летото е покриен со овие културни настани. Самите истакнавте, го напоменавте Мотород Фест, потоа ние имаме културно лето, кој што 4 дена на плоштадот се одржуваат, па би рекла, поголемите, ако не и најголемите фестивали. Во однос на второто прашање, значи вака, првата точка под број 1 е вкупно реализација на културни манифестации. Фондација за култура и спорт делегирана надлежност, тоа се средства наменети за плата, сметководствени услуги, телефонски услуги и канцелариски материјал. Третата точка, средства за субјекти од областа на културата, значи ние имаме 10 субјекта, односно Панче Пешев, Рушид Шакир, Бајрам Шабани, Српски Вест, Етно Фолк Студио, Карпош, Срма, Сојуз на борци на Куманово, Запврс и Градски оркестар Илинден, кои што добиваат сите под еднаква сума од 50.000 денари за годишната програма нивна. Понатаму, точка 4, ЗАМП, исплаќаме режиски трошоци. Точката 5 и точката 6 не се расчленети и образложени затоа што ние овие средства ги даваме на Фондацијата за култура. Фондацијата за култура и спорт располага со овие средства и јас се надевам дека тие во нивниот извештај ќе ги имаат образложено.
Јас генерално гледам да стигнам на колку што можам повеќе од нив, присуствувам и на вистина мислам дека ги има во доста голем број, пошто едноставно не може ни да се стигне постојано да се иде. Значи, исто така и во летниот период има доста настани со оглед на тоа што и нормално е во летен период и да има малце и поголеми паузи или затоа што тоа е период на годишни одмори, луѓето се генерално отсутни, градот станува празен, инаку и тогаш има значи доста настани како што се Тумба фест, потоа тука е Мотофестот, значи организиран од Мечки на Аџитепе, има културно лето исто така, значи доста голем број на помали, поголеми настани. Ме радува тоа што значи има за секаков вкус, застапени се и за помали генерации, и за постари генерации, и со народна музика, и со забавна музика, исто така има и за фотоклубови, за филмови, во рурални средини исто така некои настани што се одвојуваат во Уминдол имаше и така натаму, така да мислам дека има за секој вкус, само што би апелирал до кумановската јавност што по-масовно и да оди, затоа што генерално сите имам таква перцепција дека луѓето се жалат дека нема настани, а генерално кога ќе ги повикаш или сите нешто немаат време, запатени или така натаму. Особено настани на кои што јас сум горда од претходниот од минатата година е Мотород рок фестивал и Куманово танцува, каде што беа споени сите танцови екипи од Куманово, кои за мене се гордост како председател на Совет, затоа што продуцираат преубави перформанси и децата се навистина заинтересирани да учествуваат во истите и навистина спортската сала беше мала да е собере публиката. Вчера исто имаше, или завчера имаше преубав настан од исто од едно танцово студио, меѓутоа работа е што советниците не ги посетуваат овие настани, а потоа гласат програма за култура преку која се прави преку јавен повик. Знам дека секторот се труди, знам дека фондација се труди, меѓутоа ми недостасува промоција на настаните. Нема потреба веќе флаери да лепиме под зидови, нема потреба да покани да носиме, нема потреба ни до мене како председател на Совет и до советници, меѓутоа промоција на медиуми, на ТВ+, на Радио Бум, на сите наши медиуми, пред да биде настанот, навистина ми недостасува. Некои луѓе слушат радио, некои луѓе гледат телевизија, некои луѓе се постојано на Facebook. Значи, ве молам, еве апел и до здруженијата кои добиват средства од Совет на општина Куманово преку јавниот повик, да си се заангажират и да се постави критериум, затоа што еве и од Советот јас често пати одам, Дарко не отсуствува од ниту еден настан, да се постави критериум за посетеност на самиот настан. Затоа што друго е да земеш пари, па макар и 10.000, а да биде само твоето семејство присутно, а друго е да предизвикаш внимание кај кумановци дека нешто ново или нешто старо, а во ново руво се случува. Околу промоцијата за културните манифестации. Бидејќи бев еден од организаторите на Кумановска сожуклијада, можам да кажам дека за 4 години, 5 сега, ни еднаш на општинскиот сајт не е објавено дека се одржува Кумановска сожуклијада, ни пред, ни после, нити сме застапени на ниту еден флаер кој што го изготвува општината и го објавува во јавност. Правиме муабет за култура на еден град. Па колегата Димитриевски управо што ќе направи со 150.000? Кумановски суџук е надалеку познат у светот. Не може ние да го направиме Кумановска суџуклијада со 150.000 денари. Па дај да му дадеме 1,5 милиони денари да ставиме на плоштад, да биде 3 дена, па кога ќе дојдат од Прилеп, од Скопје, од Кавадарци, од Белград, од Врање, да ги наплаќаме на влезот за паркинг у Куманово и да го затвориме градот за тие 3 дена, ќе наличи како Прилеп на пивофест. Ние правиме и сега ќе мериме дали биле советници на некоја изложба, детско славејче или мислам да не збориме нешто на памет, па дури се зимаме да носиме и заклучок како советници, што треба и како треба. Не бе наше да дадеме предлог овде. Тоа се финансиите. Тие се средствата во општина Куманово за култура и не се малку. Дали другите здруженија не треба да земат доволно пари? Не треба да се обидат. Значи, ако си организатор
Нема да се ослони само на општина Куманово. Има спонзори, има луѓе кои имаат иста идеја. Има луѓе кои работат што немаат ни помош од општина Куманово, а прават одлични настани во Куманово. Што значи дека од нас зависи. А советници треба да бидат присутни на настаните. Не постојано, по ваш вкус. Меѓутоа, јас не сум ве видела на вас на настан на култура, не знам колку мандати сте веќе во Советот, меѓутоа, јас, откако сум председателка, не сум ве видела на ниту еден настан за да може после да гласаме некаква програма што е добра или не е добра.